Меѓународните напори во борбата против климатските промени наместо досадни и суви преговори, деновиве добија холивудски сјај, малку повеќе ветени пари од Волл Стрит и значителна доза на навивање. Бизнис лидери, градоначалници, гувернери и активисти од целиот свет се собраа деновиве во Сан Франциско на глобалниот самит за климатска акција. Учесниците на големо го пофалија она што го направиле досега, но и она што мислат да го преземат за да го забават глобалното затоплување. За тоа добија пофалби преку видеопорака и од поранешниот гувернер на Калифорнија Арнолд Шварценегер. And all of you are heroes because you're fighting for a clean environment, for a clean world, and the green world. I love that. Now I'm doing here a science fiction movie, and that's why I cannot be with you. I'm doing Terminator 6. But what you are doing is not science fiction. I only play a hero here, but you are the true action heroes. Нивните напори вклучуваат ветување за трилиони долари вложување во почиста енергија и за напуштање на инвестициите во фосилни горива. Градоначалникот на Сан Франциско, Лондон Брид, вели дека од тоа зависи иднината на светот. This is an issue that is bigger than one city, one region or country. The choices and commitments we make over the next few days and our sustained cooperation will determine if we are able to leave a better future for the next generation. На самитот се најавени нови начини за борба против климатските промени со акцент врз климатско прифатливо користење на земјиштето, производство на диетална храна, како и масовно зголемување на шумите, нешто што еден од учесниците го нарече заборавено климатско решение. Упатувајќи апел за поголема соработка, градоначалникот на Париз, Ана Идалго, предупреди. I don't want to face my children one day when they ask me, why didn't you do anything? It is an emergency. We will not die from pollution tomorrow. We are already dying today. Во најновиот извештај се нагласува дека бизнис заедницата и пониските нивоа на власта имаат потенцијал да ги намалат емисиите на штетни гасови, за да го задржат глобалното затоплување под опасната точка од 2 Целзиусови степена.